на председателки, имено со колегите со кои што го поднесовме овој предлог закон, сакавме да решиме два проблеми кои што се јавуваат во работењето на единиците на локална самоуправа, но од една страна и да ја зајакнеме фискалната дисциплина. Практично во овој момент регулативата значи дека доколку општината во период од 12 месеци пропушти одредена обврска, Министерството за финансии не може да даде потврда за повторно задолжување на истата општина. Ние сметавме дека треба да го скратиме овој рок за да имаме поголема предвидливост. Тоа значи дека од 12 ќе се намали на 3 месеци, што значи дека одредена општина доколку сака да се задолжи, ќе треба во претходните 3 месеци да ги има испочитувано сите обврски. И втората работа, согласно постојното законско решение, согласно кредитите влегуваат и гаранциите. Сите оние кои што разбираат економија знаат дека гаранциите не се актива која што е превземена и некако не влијаат на ликвидноста на буџетот, и затоа со колегите заедно сметавме дека треба зборчето гаранции да се избрише и да се води сметка само врз основа на тековните обврски кои што реално ги поседува одредена општина. На тој начин ние создаваме две работи. Прво, зголемуваме фискалната дисциплина со тоа што, нели, како што кажав, само 3 месеци влегуваат во овој опсег, и втора работа, го бришем оној апстрактен дел од финансиското работење гаранции, за да им дадеме можност општините повторно да влегуваат во одредена финансиска актива со цел финансиски да можат да реализираат дополнителни проекти кои што им се потребни на граѓаните. Тука не значи дека даваме можност за ново задолжување на општините, бидејќи водиме сметка како влада многу на овој дел, туку оставаме можност за да општините како единици на локална самоуправа имаат можност да им помогнат на јавните предпријатија, имаат можност да ја подобрат сопствената финансиска слика и финансиска состојба, и сметаме дека на овој начин ќе ги зајакнеме перформансите кои што треба да ги пружаат единиците на локалната самоуправа. Ви благодарам.